ДПМНЕ и градоначалникот Тони Коњановски не сакаат да соработуваат со директорите на училиштата поставени во време на СДСМ, кои уште имаат мандат и со најподли методи се обидуваат да ги отстранат од раководните места. Притисоци да се повлечат паушални ревизии од општината за кои однапред се знае исходот, закани дека ќе им бидат одземени часовите и ќе бидат прогласени за технолошки вишок, се секојдневие за директорите. На училиштата не им се одобруваат програмите за работа, не им се префрлаат средства и покрај законската обврска на општината се смислуваат илјадници сопки со кои се саботира работата на училиштата, без нималку да се води сметка дека тоа се воспитно-образовни установи за деца. Проверените режимски методи на ДПМНЕ се вратија во Битола уште пожестоко отколку во времето на Груевски и Талевски. Коњановски и неговите соработници се покажаа како нивни добри ученици. Од друга страна, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и кога нема можност преку општината, преку Министерството за образование реализира проекти за подобрување на условите за учење и работа во битолските училишта. Во завршна фаза е реконструкцијата на фасадата и на спортските терени на основното училиште Коле Канински. Се реконструираат спортските терени во Таки Даскало, неодамна заврши реконструкцијата на терените во Средното техничко училиште. Сите овие се проекти реализирани од владата на СДСМ и Министерството за образование и се дел од сериозните инвестиции во битолските училишта што ги реализираме изминатите 5 години. Какви беа и какви се сега битолските училишта гледаат, зборуваат, судат граѓаните. Тие судат и за локалната власт предводена од Коњановски и ДПМНЕ, која со сила, притисоци, закани и уцени мисли дека нешто може да постигне. Реалноста е сурова. За 10 месеци власт во Битола, ДПМНЕ и Коњановски не постигнаа апсолутно ништо.